Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Турскиот амбасадор Улусој во посета на Прилеп и средба со граначалникот Продановски. За демонстрантите без возачки дозволи се испитуваат елементи за повеќе кривични дела. Полицијата денеска поднесла кривични пријави против 11 возачи без положен возачки испит и со изречена забрана за управување. Екипата на градскиот ракометен клуб Охрид убедливо го совлада Прилеп. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Граначалникот Дејан Продановски оствари средба со турскиот амбасадор во Република Македонија Фатих Улусој и господин Ајдован Адемовски, председател на МАТО, Македонско-турска стопанска комора и почесен конзул на Република Турција во Македонија. На средбата присуствувал и Сашо Наумовски, генерален директор на компанијата Витаминка, како активна членка на МАТО и една од нашите најголеми реномирани компании во прехранбената индустрија, која годинава одбележува 70 години од постоењето. Станало збор за развојните капацитети на општина Прилеп, за индустриските капацитети на општината, состојбите во прилепското стопанство, како и за потенцијалите за унапредување на досегашната соработка и можностите за нови инвестиции, обострана економска соработка и поголема трговска размена. Покрај тоа, во фокусот на разговорите биле офатени теми и за можностите за соработка во областа на образованието, културата и туризмот, имајќи предвид дека Прилеп располага со голем културно-историски и туристички потенцијал кој може да биде привлечен за домашните и странските гости, вклучително и за посетителите од Република Турција. За демонстрантите без возачки дозволи се испитуваат елементи за повеќе кривични дела. Обвинителството и полицијата координирано преземаат мерки и активности во протестите на граѓаните кои бараат да возат без возачки дозволи, а чии возила биле привремено одземени од страна на Министерството за внатрешни работи. Јавното обвинителство во координација со Министерството за внатрешни работи презема соодветни мерки и активности. Дадени се насоки за испитување на евентуалните елементи на кривични дела од член 319 и член 387 од Кривичниот законник, како и евентуално други дела кои се гонат по службена должност. Доколку бидат утврдени елементи на кривично дело, соодветно надлежните јавни обвинителства ќе постапат, соопштуваат од обвинителството. Дел од луѓето кои излегоа на протест, освен на нереди, повикаа и на убиства. Вчера на регионалниот пат Прилеп Градско неколку часа траеше протестот на група роми, што пак предизвика километарски колони на една од најфреквентните делници во Македонија.
Полицијата денеска поднесла кривични пријави против 11 возачи без положен возачки испит и со изречена забрана за управување. Возачите биле затекнати на повеќе локации во Македонија како управуваат моторни возила без положен возачки испит или и покрај изречена забрана за управување, информираат од Министерството за внатрешни работи. Меѓу приведените има и еден прилепчаниц. На 4 февруари, при сообраќајни контроли на повеќе локации низ државата, полициски службеници лишиле од слобода повеќе лица, кај кои било утврдено дека управувале возила спротивно на законските прописи. На автопатот Градско Велес, кај клучката Караслари, бил приведен ФЈ, 35 годишен од Прилеп, кој управувал возило Голф и покрај тоа што му биле изречени 3 мерки за забрана за управување моторно возило од Б категорија. По насоки на јавен обвинител, сите 11 лица се лишени од слобода, возилата се одземени, а по целосно документирање на случаевите ќе бидат поднесени кривични пријави по член 297а од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Информација од спортот. Екипата на градскиот ракометен клуб Охрид убедливо го совлада Прилеп со 28-17 пред домашната публика во првиот натпревар од Суперлигата за 2026 година. Иако настапи без неколку стандардни играчи, охриѓани немаа поголеми проблеми. Прилеп парираше само во првото полувреме и резултатот беше 14-11, но во продолжението квалитетот и подолгиот ростер на домеќините дојдоа до израз. Гоце Ојлески беше најефикасен со 8 гола кај Охрид, а кај Прилеп Томислав Квастек реализираше 5 гола. Временска прогноза. Времето денеска облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има врнежи од дожд во источните и југоисточните делови. Во Прилеп променливо облачно, минималната температура достигна до 2, а максималната до 10 степени. Утре ќе се задржи променливо облачно време, наместа со повремен слаб дожд, освен во западните делови, каде што ќе биде облачно со врнежи од дожд кои ќе бидат со пообилен интензитет. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер. Нови врнежи ќе има во недела и почетокот на следната седмица, која ќе настапи заладување со повремени врнежи од дожд, а на планините и во некои од повисоките места од снег. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.